Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, Викторија Трајков, заменичка министерка за европски прашања. Добар ден, благодарам на поканата. Благодарам што сте тука. Добро, имате ли средба со Каја Калас? Таа доаѓа за 2 дена. Така. Шефицата на европската дипломатија. Да, тоа ќе се случи во петок, имаме официјална средба, ќе има и Вие ќе премиерот, имате? ќе има премиерот средба во владата на Македонија, така што очекувам дека ќе биде навистина. Вие ќе бидете дел од Да, ќе бидам. таа средба? Да? Ќе бидам, да. Да, добро. Што ќе побарате од Каја Калас? Оно што е доста важно е дека очекуваме да помогне во процесот кој што ние и во наметна, така што сметам дека ќе Да помогне во процесот, добро? Да, Како? Да помогне во процесот, тоа што сметам дека ќе се отворат теми и ќе раскажеме нашата приказна, нашите аргументи секако ќе бидат тие кои што се и во јавноста, така што очекувам дека ќе биде една успешна средба. Ќе барате гаранции, предпоставувам, Бугарија да не отвара други прашања освен уставните измени. Она што очекувавме од таа страна, но и она што го видовме веќе од министерот за надворешни работи на Бугарија е дека уставните измени не се единствената пречка, Да. така што ние остануваме на нашиот став, кој веќе неколку пати веќе е презентиран во јавноста, така што не се поместуваме од тие позиции. Нема да барате гаранции од Каја Калас? Ќе бараме секако. Ставот кој што го кажа премиерот неколку пати, исто така го повтори и министерот за надворешни работи, ќе биде истото презентирано и кажано и на оваа средба. Добро. Знаете дека Кошта кажа дека нема план Б, со тоа нема гаранции. Да, Бевте ли разочарани? Ја видов изјавата на господинот Кошта, она што е нивниот дел е тоа што е, наше е да си ја кажеме нашиот став, нашите црвени линии, така што дали има разочарување. Има разочарувањето всушност не само нас, туку и на сите граѓани на државата е оправдано. Еве, речеме уште во таа далечна 2003 година, можам да признам дека не сум била ни полнолетна кога беше тој Солунски самит, каде што нели се зборуваше за проширување. Дури 22 години подоцна нема решение за сето ова, но мојот личен став е дека единствен пат кој што нели Македонија треба да го оди е патот кон Европската унија и затоа ние забрзано работиме на реформите како дел од таа реформска агенда, но и таа Европа долго зборена да ја донесеме во нашата држава, за нашите граѓани. Синоним за Европа е добро здравство, одличен Добро, ништо од тоа немаме. Освен ниту добро здравство, ниту добро образование, работиме секојдневно. Но вие велите дека секојдневно работите, една година помина. Знаете дека процентот на сиромашни деца, последните статистики, бројки од УНИЦЕФ беа 32,8%. Оваа влада не успеала ни 31,8% да намали сиромаштија. Но за тоа подоцна ќе зборуваме, велите, освен што сте разочарани, сакам да ве прашам, велите дека сте разочарани, вие знаете дека политичарите не се тука да бидат разочарани или среќни, туку да ги решаваат проблемите. Затоа работиме на реформи. Што работите? Околу Бугарија, конкретно. Невувавте преговори со Бугарија, откако ќе се формира нова бугарска влада. И сега прашањето е зошто воопшто не комуницирате со Бугарија? Не е точно дека не комуницираме со Бугарија. Преговарате? Тоа значи? Не е точно дека не значи, дозволете ми ако можам да кажам, значи премиерот и владата која што доби огромна поддршка од нашите граѓани, јасно и гласно кажа кои се нашите црвени линии, која е нашата позиција во поглед со спорот. Ако ме прашувате мене, мојот личен став кој е во однос на тоа прашање е дека мора да се почне на создавање на доверба и решавање на, односно
како се вика тоа, уривање на табуата, тоа што сметам Добро, дека... дали преговарате со Бугарија? Ние имаме комуникација постојана. За промена на францускиот, така наречениот француски Ние имаме предлог? постојана комуникација со надлежните министерства, така што мислам дека нашиот дел го кажуваме постојано. Сметам дека во тој домен навистина ние работиме и на постојано тие разлики некако да ги надминеме. Постојат неколку можности кои што се дискутирани низ јавност така и нас и кои што премиерот јавно ги има отворено како тези. Во принцип сите тие содржат една клучна работа, тоа е сепак да има меѓусебна почит и реципроцитет. На тоа стоиме и работиме секој ден. Работите, но никаков напредок нема Бугарската во односите страна... со Бугарија. Дали сте членство на Македонија, за членство на Македонија во Европската Унија? Мојот личен став е дека европскиот пат, а и ставот на владата е дека европскиот пат е единствениот опција за која што ние посветено работиме. Да, добро. Дали сте за политичка неутралност на Македонија? Во кој домен? Да ја отфрлиме Европската Унија, да не интересира Европската Унија, туку да бидеме политички неутрални. Апсолутно не, ние имаме две зацртани цели, тоа беа НАТО, членство во НАТО и Европската Унија. Добро, кратки се моите прашања, велите не. Нема проблем, само ве молам, дозволете ми да се доискажам. Не, добро, ме интересира, сега ќе се доискажете. Велите не сте за политичка неутралност, тоа ме интересираше. Европската Унија е единствениот пат за кој што сметам дека треба да биде Македонија. Кажавте. Тоа значи дека не го поддржувате Крис Павловски во неговата идеја за политичка неутралност на Македонија, дека не треба да не интересира Европската Унија. Крис Павловски не е политичка фигура, он е македонец успешен, кој што е дел од македонска диаспора, кој што сака да ја помогне на Македонија. Не би навлегувала во неговите ставови, ниту би ги коментирала. Она што е наша зацртана цел како представници во владата е дека Македонија треба да биде дел од европското семејство. Се дистанцирате од неговите ставови? Тоа е можеби ваш личен став. Јас со Крис Павловски имам и приватни контакти, така ме донел мојот претходен животен пат кој што сум била дел од македонска дипломатија. Освен тоа има и други македонци кои што имаат успешни бизниси низ светот, кои што сакаат дел од својот капитал да го донесат во Македонија, така што секој кој што сака да ја помогне на Македонија е добро дојден. Да, добро, заради тоа што на мрежите социјални постојано го објавувате. И тоа значи дека го поддржувате. Тоа значи дека секој оној македонец кој што сака да ја помогне на Македонија... Не, сега за Крис Павловски ве прашувам. И е Крис Павловски го поддржувате. Приказна, така што не го поддржувам во неговата намера да ја помогне на Македонија. Добро, еве, ова е неговата помош. Вели, не треба Македонија се грижи за ЕУ, ниту за кое друго место во светот. Туку не треба... би коментирала неговите лични ставови, сепак тоа си е личен зошто став негов. Зошто тогаш ги објавувате неговите лични ставови? Не, јас не го објавувам. На социјалните мрежи постојано го објавувате, Крис Павловски. Вака сега, значи, не ги објавувам неговите лични ставови, туку ги објавувам се она што е поврзано, каде што зборува дека дел од неговиот капитал сака да го донесе во Македонија за Македонија да биде успешна приказна. Добро. Не е ли непристојно да вели Крис Павловски, кога велите да делот од капиталот, дека ќе инвестира, не е ли непристојно да вели дека ќе инвестира во копање на гроб на Александар Македонски? Тоа си е негова лична идеја, негов личен став, дали ќе се реализира или не, тоа не знам. Меѓутоа, сето она кое што мене ме интересира е колку личните примери како Крис Павловски ќе ја помогнат на Македонија. Со што ќе ја помогне? Со инвестиции и дел од својот капитал. Има се согласувате ли за купање гробови на Александар Македонски? Има повеќе планови Крис Павловски во поглед на инвестиции Вие во Македонија. Вие дали се согласувате? Видете, значи секој оној кој што сака да направи нешто добро за Македонија, јас го поддржувам. Она што е негов личен став, дали е добро? Дали е тоа добро? Во што ќе вложи Крис Павловски, тоа останува да видиме. Ама вие велите го поддржувате? Не, јас кажав дека го поддржувам во делот инвестициите и во делот на капиталот. Тоа вели дека се инвестициите. Не, значи он веќе има отворена фирма во Македонија, повторно уште една фирма отвора сега, така што мислам дека инвестициите негови ќе бидат насочени кон нешто друго. Тоа што има личен став за вака или онака, тоа си е негова лична работа. Тоа не се негови лични ставови, вие велите го поддржувате за да инвестира. Јас го поддржувам за да инвестира. А он најавува дека ќе инвестира во гробот на Александар Македонски, заради тоа што го интересира археологијата. Ве прашувам дали го
поддржувате копањето на гробови. Ако е тоа негова лична намера, ние како или предлог, ние ќе го разгледаме, па ќе видиме понатаму што и како ќе биде. Добро, кој е вашиот став? Мојот личен Не став. сте размислувале за тоа? Дали сум размислувала, како ме прашавте, дали сум размислувала за копање на гробови на Александар Македонски. Па видете сега, он е бизнисмен кој што нели е насочен можеби на различни проекти, затоа реков ќе го почекаме неговото барање и како влада ќе го разгледаме, ќе ги прашаме граѓаните и ќе видиме што мислат тие. Значи не сте ги прашале граѓаните, но го поддржувате генерално. Јас го поддржувам во враќање на Крис неговата дел од неговиот капитал за да ја помогне на македонската економија. Добро. Што мислите за Најб Букеле? Политичар светски кој што не би коментирала и не би навлегувала во делот од неговото владење. Тоа е некоја работа која што е веќе, ако би требало да ја коментирам, мешање во суверенитетот на друга држава, така што немам што да коментирам на таа тема. Мислите ли дека е диктатор? Видете да ви кажам, значи, она кое што јас во моментот сум вршител на функција е заменик министер за европски прашања и се што е поврзано со Европската унија, можам да ви одговарам, а сето она кое што е нешто за кое што е навлегува во суверенитетот на друга држава, Не навлегува во суверенитетот. Вие говорите за инвестициите на Крис Павловски. Како е поврзано тоа? Да, па го гледав интервјуто на Крис Павловски, смета дека треба да се развиваме како Ел Салвадор. Тоа е негов личен став. Нема никаква поврзаност со Европската унија. Но го поддржувате Крис Павловски. Да, во неговиот капитал да го врати делов во Македонија. Тоа се тие идеи. Тоа се неговите идеи. Ако го поддржувате, мора и да му ги поддржувате и идеите. Сега да разграничиме дали зборуваме за европската интеграција на Македонија или за делувањето на Крис Павловски. Па не, да бидеме просперитетна држава како Ел Салвадор, тоа е идејата. Тоа е негов личен став. Сметате ли дека треба да бидеме? Јас сметам дека единствено ние треба да бидеме дел од европското семејство и да бидеме дел од просперитетна како Ел Салвадор, дали сметате дека? Па ќе кажам, тоа е негов личен став, не мој. Не, вие што сметате? Дали треба да бидеме просперитетна држава како Ел Салвадор? Ние треба да бидеме просперитетна држава како Австрија, како сите членки на Европската унија и заедно да чекориме, да се помагаме едни со други да чекориме на патот кон Европска унија. Поддршката нас не како Ел Салвадор. Видете, тоа е веќе навлегување во друга тема, не е мој домен на делување. Немате комуникација со најкул диктатор, самиот се нарече овој. Јас лично немам никаква комуникација. На Твитер, вие сте на Твитер? Да, но немам никаква комуникација. Со тој човек? Не. Добро. Знаете дека земјата е уништена од граѓански војни, од крвави пресметки на наркокартели. Еве тука имам едно 50 страници за Ел Салвадор. Добро, но тоа нема апсолутно никаква поврзаност со моето делување заменик министер за европски прашања. Добро. Салвадор не е дел од Европска унија. Америка е дел од Европската унија? Апсолутно не, но Америка е наш стратешки партнер, така што не ни преостанува ништо друго освен да градиме пријателство. Ајде околу Гренел, Мицковски кажа дека ќе биде поканет да биде дел од преговорите Софија-Скопје, дека предпоставам дека е тоа добра идеја. Неговото дипломатско искуство сметам дека може да ни помогне и се она кое што може да ни помогне како ресурс ние би искористиле апсолутно под чадорот на Европската унија да преговараме. Се вклучи Гренел? Јас таква информација немам за сега да ви кажам. Кој се вклучи ако не е Гренел? Во моментот ние градиме пријателства со сите земји, вклучувајќи ги членките на Европската унија, нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави, така што заеднички наоѓаме колку можеме решение во поглед на се она кое што ни е наметнат спор со нашиот сосед Бугарија. Добро. Што правевте на инаугурацијата на Трамп? Бев дел од владината делегација со претседателот Христијан Мицковски. Добро. Со кого имавте средби? Средбите ние јавно ги објавивме, така што немам што да додадам во поглед на таа. Вие лично дали имавте средби? Имав заедно со претседателот, со министерот за надворешни. Да, сами немавте. Не. Добро. Што договоривте?
Тоа што го кажавме во јавноста, дека Америка останува наш стратешки партнер и дека ние секако градиме пријателства и со Америка, сега веќе и со Велика Британија, така што мислам дека се она кое што ние го правиме и историски гледано владите на ВМРО ДПМН се стратешки договори кои што навистина носат добро за граѓаните. Добро. Значи сте во периметарот на Трамп. Па во да. првите редови. Тогаш зошто, ако сте навистина во првиот ред на Трамп и во периметарот, добивме 30% царина од Трамп? Тоа е нешто кое што е наследен проблем, ние наоѓаме Како? Тоа е наследен проблем за кој што ние наоѓаме решение и сметам дека Наследен? Да, сметам дека во какво наследство го? Сметам дека во нареден период ние работиме на тоа да се коригира. Како наследен, не ве разбрав? Па тоа е нешто за кое што било претходно, ние сега го добиваме како и во сите земји, така и ние, реципроцитетно, така што работиме на тој проблем и мислам дека во скоро време ќе имаме решение. Не, ако сте имале средби, ако сте биле во периметарот, зошто не се изборивте да не бидат 30%? Имаме, мислам дека решение за тоа и работиме и во на ниво на експертски групи и на владени групи, така што мислам дека во сето тоа ќе најдеме за скоро решение. Добро, какво решение се најавуваше дека ќе пред еден месец дека за неколку дена ќе склучите договор за слободна трговија со Америка? Во моментот не би сакала да откривам детали околу тоа, затоа што е во поглед на во фаза на преговори, така што јавноста ќе биде транспарентно известена и ќе биде официјално објавено све она кое што ние ќе го договориме. Значи ќе се склучи договор? Значи дека одиме на позитивна насока и мислам дека ќе најдеме решение. Дека ќе се склучи? Па ќе биде јавноста известени за тоа. Не знаете? Во моментот, јас работам на реформската агенда, имам нешто повеќе да ви кажам околу реформите во поглед на Европската Унија, она што ние како држава го работиме за да можеме да добиеме помош од Европската Унија. Добро, дали ќе ве прашам и за Британија и за Европската Унија, но дали се согласувате со политиките на Трамп? Бевте на инаугурацијата. Така е. Јас апсолутно сметам дека Америка е голем пријател на Македонија и добро е кој што еве конечно по 30 години ние имаме еден таков директен контакт со кабинетот на еден американски претседател и сметам дека само во позитивна насока може да ги искористиме тие контакти. Да, се согласувате со неговите политики. Тоа е веќе исто така мешање во друга земја, во суверенитетот на друга земја и не би сакала понатаму да коментирам на таа тема. Ама сега не сакате за Крис Павловски да коментирате за неговите неговите ставови? Мојата функција е Европска Унија, така што може Па да добро, сте биле на инаугурацијата на Трамп, го поддржувате, велите дека стратешки партнер е... Заборавате дека јас сум дипломат од кариера, работев во Министерството за надворешни работи претходно, така што сметам дека моето место и моето искуство може да придонесе за доброто на граѓаните на Македонија. А тоа кој донел одлука јас да бидам таму, претседателот Мицковски кажа, тоа си беше негова одлука, така што тука завршува секоја понатамошна дискусија на тема. Да, се согласувате ли Трамп дека треба да ја купи Канада? Не знам, тоа не е дел од Европска Унија и апсолутно не. Па сега видете, не би вие бевте на инаугурација на Трамп. Колку чинеше сметката вашата, колку плативте вие за тој пат? Тоа може да се прашате во владината служба не, и може да... Па јас не се занимавам со бројки, не сум министер за финансии. Да, добро. Кога одите приватно на пат, ги знаете вашите, сите граѓани ги знаат. За моите приватни работи... Нивните приватни сметки колку трошат. Ова се пари на граѓаните. Не ве интересираат парите на граѓаните како ги трочите? Не е точно, тоа е ваш заклучок, не е мој, така што кажете колку сте потрошиле. Тоа може транспарентно и отворено да ви одговори владината служба. А зошто вие не транспарентно не одговорите? Затоа што не, јас транспарентно можам да ви одговорам за моја приватна посета, за сето она кое што нели имаме пристап до јавен карактер, до информации, така што може да поставите и да. А зошто сега не кажете? Еве ви јавна информација, целата јавност ви гледа и ви слуша. Со бројки и слично. А зошто би калкулира? Не ги знаете? Затоа што јас не е во мене касата, нели? Не знаете колку сте потрошила? Не, јас не ви интересираше? Јас не сум. Тоа се пари на граѓаните. Да, тоа се пари на граѓаните, но јас се согласувам со таа девиза, но колку е потрошено за мојот престој во Соединетите Американски држави, може слободно да поставите прашање и транспарентно да ви биде одговорено. Вака не кажувате или всушност рековте не знаете?
Би требало да знаете, граѓаните сакаат да знаат колку Така е, колку поставете се прашање и трошат. Па еве соодветно- ви поставувам прашања. Еве јавно ви поставувам, нема потреба да се јавувам повторно. Можете утре Јас не сум преку пред вашиот служба на кабинет. Нема проблем, утре преку мојот кабинет Можете да добиете доставите- одговор дали за моето патување во Соединетите Американски држави се потрошени пари на граѓаните. А не се? Не, зашто велите дали? Не знам точно да ви кажам, така што Не знаете ќе дали го се чекате- потрошени Ќе пари? почекате одговор, На чим ми граѓаните? поставувате, во моментот немам одговор, но ќе ви доставам дополнително. Добро. Во Валенсија, чии пари беа потрошени? Во Валенсија јас не бев дел од владина делегација, ниту од партиска делегација, бев на покана на Роберт Шуман институтот, така што ниту еден денар од парите на граѓаните не се потрошени за моето присуство во Валенсија. Ова го знаете, да го одговорите, но кога Така се е. парите на граѓаните, колку пари се потрошени, има критика дека се оддалечуваме од, односно оваа влада дека се оддалечува од Европската Унија. Сега со договорот за стратешко партнерство, прашањето е што се тие 6 милиарди. Така е. Тоа вие го представувате, не вие лично, сега ќе ве прашам вас, дали е тоа кредит? Министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски пред неполни 40 на минути имаше објаснување и во живо изјава. Добро, вас ве прашувам. Имаше и во живо изјава за што ќе бидат Да. потрошени овие пари, така што мислам дека освен за капитални инвестиции, односно за железница, болници, патишта и така натаму, така е проектирано да се потрошат тие 6 милиарди, така што она што знам дека нема да бидат корисни за социјални трансфери и сметам дека граѓаните ќе го видат бенефитот и од ова стратешко пријателство. Да. Значи ќе бидеш кредит од 6 милиарди. Тоа го кажа и го кажа точно за што ќе бидат, за што е намената и каков ние Вие знаете? не, јас не можам да знам, тоа не е дел од Министерството за европски прашања. Добро. Вие сте заменичка министерка за европски прашања, би требало да знаете што се случува со државата. Јас знам што се случува за државата во поглед на евроинтегративниот пат и за тоа може да разговараме. Ајде да разговараме за евроинтегративниот пат. Ајде. Што сте направиле? Во моментот работиме, како што кажав, на реформската агенда. Тоа е документ кој што го имаме проектирано, веќе и признат од Европската комисија дека е еден од најдобрите во регионот, така што сметам дека работиме доста на правење на реформи во државата. Она што е многу важно во таа реформска агенда е дека првата транша веќе односно пративме барање за да ја добиеме првата транша по исполнувањето на 5 клучни реформи со датум кој што ни беше предвиден. Она што е многу важно сега е дека паралелно веќе се работи на 16 нови чекори со датум да биде јуни месец, така што очекуваме дополнителни 70. После јуни можеме пак да говориме дали нешто се исполнило или не, така? Добро, планот за раст на Европската Унија е, како би рекле, ве цитирам сега, разочарувачки заради тоа што неговата имплементација е сепак условена со спроведување на конкретни реформи, а меѓу тие реформи се и уставните измени. Јас мислам дека добро се движиме за сега во поглед на реформите кои што ни се зацртани. Она што е многу важно е дека ние како Министерство за европски прашања имаме координативна улога. Гледаме дека и останатите институции се заинтересирани, сакаат да ги направат реформите, така што нас како МЕП не интересира единствено тоа дека институционално сите заедно сакаат реформската агенда да успее така како што е проектирана 2024-2027 година. Добро, планот за раст се многу малку милиони, практично, за разлика еве и од Унгарија се земени 1 милиарда, што се случува со таа милиарда. Секоја наша помош која што е на една мала економија како Македонија е добро дојдена, така што ние градиме пријателства, пријателствата се знае како функционираат, така што мислам дека секој некој што сака да помогне е добро дојден. Добро. Што е со Албанија? Еве пак сигурно сте разочарани што Албанија се најавува дека заедно со Црна Гора 2030 може да
влезе Јас во сметам дека Европската унија. сите држави кои што се наоѓаме во тој Западен Балкан сме доволно подготвени да влеземе во Европската унија. Македонија е доволно подготвена. Разликата е единствено во моментот на тоа што на Македонија и е наметнат билатерален спор кој што не би требало според принципите на Европска унија да нели да биде така условен, но тоа е што е. Чекате сега, велите дека работите на реформската агенда. Така. Значи не сме подготвени. И кажувате што се треба до јуни да се исполни, имаме и други рокови. Треба да се биде чесен, да се каже дека се работи се уште на реформската агенда. Ние работиме на реформската дека Македонија агенда, не е ние работиме подготвена. на реформската агенда и сметам дека таа реформска агенда ќе биде уште еднаш признаена дека е најдобро и реализирана како што и до сега беше признато од Европската комисија, така што сметам дека ние се движиме во тој домен во добар правец и можеби еве ако се трне тој билатерален спор ќе најдеме заедничко решение со Бугарија и ќе бидеме дел од европското семејство. Добро, што се случи со менување на преговарачката рамка? Вие најавувавте дека ќе ја смените. Ние се уште работиме на таа дипломатска офанзива, така го нарековме процесот во кој што ствараме нови пријателства и раскажуваме нашата приказна за разлика од претходните луѓе кои што беа нели функционери во владата, кои што навистина направија штетни договори за чисто последици ние секојдневно ги трпиме, така што сметам дека ние сме фокусирани на една, да речам, друга димензија во тој домен и она што е многу важно за нас е дека нашата траекторија е веќе зацртана, европското семејство е нашиот единствен пат, така што се движиме баш по таа траекторија која што сме зацртали. Добро, кога велите раскажуваме нашата приказна, предпоставувам приказната на жртва. Тоа може би ваша предпоставка, јас можам да ви кажам како е, кажете. позициите се тие, неколку пати веќе и од премиерот и од министерот за надворешни работи, но и сите оние официјални лица кои што се во влада дека нашите црвени линии се дека не треба да има билатерализирање на самиот процес. Добро, освен кукање и леликање дека Македонија е жртва, знаете дека политичарите се тука да ги решаваат проблемите. Затоа работиме на реформската агенда и сметам дека реформите се досега успешно спроведени. Кои реформи се успешно спроведени? Па, во моментот, како што кажав, имаме 5 иницијални реформски чекори. Еве, јас, ако ми дозволите, ќе ви ги прочитам. Да. Значи, тоа е новиот закон Сите за јавна ги внатрешна финансиска контрола, така е, подзаконските акти од законот за буџети, реформите во изборот на управни органи на државни компании и кадровските решенија во судството и како потврда за сето ова, за нашата водечка улога во регионот, веќе поднесовме барање за ослободување, како што кажав, на 17,1 милиони евра од Европската комисија, очекуваме да ги добиеме, а паралелно работиме за јунскиот рок на дополнителни 16 нови чекори во рокот како што кажав јуни 25, кои што ќе вредат некаде над 70 милиони евра, така што почнуваме да ги чувствуваме придобивките од членството уште пред да станеме формално членка на Европската унија, а нашата цел е посветено да работиме на истите. Знаете како, сите очекуваат кога ќе кажете дека работите на реформи и дека нешто е направено, да се мисли на правосудството, на корупцијата, на партизација на администрацијата. Како што кажав и на почетокот, уште во 2003 година кога се случи тој Солунски самит, очекувањата ни на граѓаните се навистина големи. Уште од тогаш и затоа што еве и после 22 години воопшто нема поместување во тој домен, но она за кој што од владата од оваа влада, од владата на Мицковски се очекува да направи нешто за ова што ви го кажав. Значи правосудство, затоа работиме на реформската агенда. Дел од реформската агенда е и судскиот систем и функционирањето, така што сметам дека ќе има промени и таму, а она што какви промени ќе има? А она што е многу важно, ќе има ли важно, прочистување на да бидеме конкретни, знаете како? Ако сме ние честни граѓани на оваа држава, очекуваме дека ќе има промени, нема да ги фаќаат судиите стомачен вирус кој ќе треба да пресудат некоја. Дали ќе има прочистување на судиите? Тоа е процес кој што веќе навлегува во работата на судските органи, тоа е независен орган, така што сметам дека сите доволно свесни сме. Владата треба да направи, да создаде амбиент. Дека не функционира, се согласувам, но сите ние сметаме како граѓани на државата.
И не сте сега граѓанин, туку сте политичарка. Јас сум пред се граѓанин, но сум и во функција на политичар, Сега дадена сте од довербата. поканета како политичарка. Така е, дадена доверба од граѓаните и тоа доста голема доверба, така што сметам дека тоа е веќе работа на судските органи, а она што е многу важно е ние како влада да ги спроведиме сите оние, пак ја кажам, реформи кои што сме ги зацртали. Па тоа е реформата прочистување на судството, на судиите, испитување на потекло на имот. Вие ги имате во раце сите институции. Се она кој што сме го превзеле. Тоа се тие реформи. Да, се она кој што сме го превзеле како обврска од Европската комисија, напишано во документот како реформска агенда, сметам дека ние ревносно ќе ги запазиме и ќе ги исполниме. Што е направено еве за околу правосудството? Една година сте на власт. Сите кажав и претходно дека сите оние рокови кои што се напишани, ние ги запазуваме така што сметам дека и тоа ќе дое наред. На крај сме благодарам што бевте гостинка. Благодарам. Благодарам што не гледавте. Пријатно.